До 9 часот продолжуваме со нова тема. На гости ни е градоначалникот на општина Грацко, господинот Киро Нацков. Ќе го најавиме културниот забавен настан храна, вино и традиција, но и ќе се осврнеме на дел од проектите кои што се важни за жителите на ова општина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, сакам да ви се заблагодарам прво за поканата, да бидеме гости на вашата емисија, која што е прилично гледана. Сакам да им посакам добро утро на сите гледачи во нашата држава, во Македонија, и благодарност за можноста да го промовираме нашиот нов настан кој што ќе се случува на 13 јули, а кој што е посветен на Свети апостол Павле, кој што е патрон на нашата општина. Ние ќе имаме 2 дена, така рече, културни настани на 13 и 14 јули. Првиот ден ќе биде обележан со тоа што во текот на утринските часови прво ќе имаме свечена академија, која што ќе биде посветена на апостолот Павле, потоа ќе имаме делење на Савски колач на самите темели на црквата, а во вечерните часови ќе имаме културно-забавна програма која што ќе започне некаде од 19 часот и ќе трае до полноќ, барем така ни е предвидено, а за наредниот ден на 14 јули ќе имаме гости од општина Ниоботско од Република Полска, која што е наша партнер општина или избратимена општина од предизвесен временски период, и нивното културно-уметничко друштво Калина ќе ни биде гости цела недела, а на 14 јули заедно со нашето културно-уметничко друштво Стоби ќе имаат македонско-полска вечер, каде што ќе настапуваат во нашиот амфитеатар кој што се наоѓа во централниот дел на општината. Така да отворена покана за сите кои што сакаат тој викенд. Апсолутно, за вас и за сите од жителите на општината, регионално, затоа што мислам дека ќе бидат опфатени и сите околни општини, мислам дека ќе имаме гости од секаде. Ќе понудиме добро вино, значи ќе имаме представници од скоро сите битни регионални винари на територијата на Вардарскиот плански регион, потоа ќе имаме добра храна, ќе има традиционална храна која што е карактеристична за нашето поднебје, така да мислам дека ќе уживаме тие 2 дена во културно-уметничката програма која што ја подготвивме. За останатите проекти да го искористиме вашето гостување во Македонија наутро, кои што се важни за граѓаните на Грацко, бесплатна градинка за околу 60 деца кои што се згрижени во градинката. Тоа е еден од важните проекти за децата и родителите. Па ние имаме еден концепт наречен Децата на прво место, и тука вклучивме повеќе работи кои што успеавме да ги реализираме од прилика за една година, така како што и си поставивме одредена цел, она што го сметам за најбитно, а кој што сме единствени во цела држава, во ниедна друга општина го нема, а тоа е дека имаме бесплатна градинка за 60 на деца, кои што ја посетуваат во моментов. Значи, под бесплатна градинка подразбирам каде што апсолутно сите трошоци кои што ги имаат родителите во делот на градинката ги покрива самата општина. Потоа воведовме и бесплатен оброк за сите ученици од прво до пето оделение. Во моментов тој оброк, односно таа субвенција, користат околу 170 деца. Ова го правиме се со цел да помогнеме на родителите максимално колку што можеме во овие кризни времиња, каде што со помошта со детската градинка или со помошта со оброкот, мислам дека им заштедуваме одредени финансиски средства кои што се битни во овој период. Со намалувањето наталитетот имаме друг проблем, и со иселувањето на нашите жители кој што е присутен секаде на цела територија. Ние не сме исклучок, воведовме уште една мерка, а тоа е секој новороденче да добие по 10.000 денари. Потоа воведов исто така еден вид субвенции за најдобриот основец, најдобриот средношколец и најдобриот студент, кој што го покриваме целото нивно образование во текот на годината, односно тој 9-месечен период во кој што трае самото образование, и на тој начин го заокружуваме тој пакет во текот на оваа година наречен Децата на прво место. Така. Околу инфраструктурата малку би сакал да помоветиме, дали се работи во тој поглед, на тој план, околу локални улици и патишта? Да, апсолутно сме мотивирани во тој поглед, работиме максимално, вршиме реконструкција на сите улици кои што во моментов се во прилично оштетена ситуација. Исто така вршиме и имаме еден нов проект за водоснабдување, со кој што сакаме да го решиме тој проблем. Можеби бевте запознаени, ние пред известен временски период сме погодени со една катастрофа, се случи целосна хаварија на системот за водоснабдување, со кој што се наводнуваат сите наши земјоделски површини. Да, тоа ми беше следно прашање, што се случува во однос на таа проблематика? Таму се случува реконструкција, но додека се случува реконструкција, нашите жители ја немаат таа вода, и сега сите сме буквално предодредени да ја користиме водата која што се претходно користевме за пиење и за лична хигиена. Сега со таа вода всушност се наводнуваат домашните бавчи, и на тој начин ја имаме се помалку и настанува сериозен проблем. Значи, допуштањето и решавањето на проблемот со хаваријата, ние ќе имаме сериозен проблем и со водата за пиење во нашата општина. Зошто жителите не ги почитуваат апелите да не ја користат водата неразумно?
пробува општината некако да допре до нив? Па се обидуваме со соопштенија, се обидуваме со пораки, се обидуваме со буквално тет-а-тет средби да укажеме дека тоа не е во ред, но некако понекогаш слабо наидуваме на разбирање. Да, секогаш го гледаме индивидуалното наместо колективното, но да се надеваме дека тоа ќе се апсолутно. Ние сме и рурална општина каде што секое домаќинство во местото каде што живее, во куќата во која што живее има една мини бавча, така рече, и каде што имаме потреба од вода за наводнување и ретко кој го користи тоа, да. Така. Барем во овој временски период да намали со користење. Побаравме одговори на овие дел од актуелните прашања. Се враќам при крајот разговорот на главната тема за која што ни стени наш гостин, храна, вино и традиција, да ги поканиме уште еднаш нашите гледачи. Кој датум беше одржувањето на оваа прва манифестација? 13 јули е главниот датум, исто така на 14 јули ќе имаме културно-уметничка програма со представници од Република Полска. И јас сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за промоцијата која што ја правиме, за самиот ден, за Свети апостол Павле, и се надевам дека ќе ни бидете наши гости. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Киро Нацков, градоначалник на општина Градско, беше нашиот последен гостин во овој час и во овој пояс од Македонија наутро.